Со мене во студиото веќе е колегата Дејан Андоновиќ. Добро утро. Дејан, добро утро. Она што во регионот, што го одбележа регионот овој викенд е изборите во Хрватска. ХДЗ со убедлива победа. Најнеизвестните избори во историјата на Хрватска донесоа и резултат кој ми се чини дека ги врати оние појдовни и почетни позиции на Хрватската демократска заедница или ХДЗ, која е владеачка и која убедливо победи на вчерашните избори. Неизвестни беа, ако се земе во предвид дека не можеше се процени преку анкетите кој ќе биде победник. Се велеше дека СДП, Социјалдемократската партија, би можела да има некој глас повеќе, но дека ХДЗ има поголем коалиционен капацитет, па оттаму и ако ги загуби овие избори ќе може да направи влада. И ми се чини дека и партиските штабови така размислува и вчера одеднаш изненадувачки ХДЗ убедливо победи на овие избори, освојувајќи негде околу 67 или 68 мандати. Се уште се пребројуваат околу 96% се преброени гласовите. Втори се СДП со 41 мандат. Значи една огромна разлика помеѓу ХДЗ и СДП, нешто што повторно ќе кажам, ниту анкетите може да го предвидат, ниту пак овие штабските анализи кои ги прават, значи беа изненадени дури и ХДЗ. Трета е партијата на Шкоро, Татковинската партија, онаа ултрадесничарска партија која за време на претседателските избори за 2-3% само помалку освои гласови и го загрозуваше ХДЗ. Се покажа дека вчерашните избори се голем помак на ХДЗ во однос на претседателските избори, кога победи кандидатот на СДП, а кога ХДЗ и Татковинската партија беа изедначени. Оно што можам да го извлечам како анализа е дека зимоска на претседателските избори очигледно граѓаните на Хрватска гласа против Колинда Грабар-Китаровиќ, тогашната актуелна председателка и кандидат на ХДЗ, значи луѓето гласале против неа, а не против ХДЗ. И самиот председател на ХДЗ и актуелен премиер Андреј Пленковиќ беше, ми се чини, изненаден од овој успех, би рекол, целосен успех, ако се земе во предвид како тој ја прогласи победата, излезе синоќа пред граѓаните да се обрати со песната она Eye of the Tiger, која беше синоним на филмот, светскиот мега нели хит Роки, каде што од една губитничка позиција Роки се враќа нели и победува, така и он некако се поистовети, па така со таа песна излезе и се обрати на нацијата, што само кажа дека и он самиот беше изненаден очигледно од оваа голема разлика. Она што сега следува во наредниот период е Давор Бернардиќ, човекот која водеше СДП откако неговиот лидер Милановиќ стана председател на Хрватска зимоска. Тој вчера најави оставка, бидејќи ова е многу лош изборен резултат за СДП или втората по силина партија во Хрватска. И оно што е интересно е влегувањето на Татковинската партија на Шкоро, на Мирослав Шкоро, кој е на некој начин формирана од онаа ултрадесница или од оние незадоволни десничари од ХДЗ. Тие влегуваат во парламент со 16 пратеници. Ќе видиме, ХДЗ може и сама да направи влада, но има голем коалиционен капацитет и веројатно ќе се обединат сите десничари во една влада и Хрватска ќе продолжи по патот кој и до сега го чекореше, тоа е НАТО и Европската унија. Но ја чека во наредниот период и сериозни проблеми. Само ќе потсетам дека председателот Александар Вучиќ, на српскиот председател Александар Вучиќ, му ја честиташе победата на Андреј Пленковиќ, за разлика од Андреј Пленковиќ и останатите хрватски политичари кои само пред 2 недели кога беа во Србија претседателските избори, тој уопшто не го ни спомнаа Вучиќ, ниту па му честитаа за победата во Србија. Значи во наредниот период и на Хрватска и предстојат големи, би рекол, проблеми, прво справување со пандемијата на коронавирусот. Еве можеме да забележиме од инсертите дека се гласаше под посебни безбедносни како велат мерки, известните избори, гласање со маска и свое пенкало. Тоа е многу интересно дека сите гласачи носеат свое пенкало. И во Јужна Кореја така беа спроведени изборите. Да. Хрватска во наредниот период, ќе повторам, освен пандемијата, НАТО и Европска унија, тие се веќе таму, но имаат сериозни проблеми пред се со Србија, има значи со соседите, но
и со Словенија, каде што има територијален спор околу тој дел на Јадранското море, ќе видиме како ХДЗ во наредниот период ќе се справи. Она што е една од приоритетите на Андреј Пленковиќ е да се огради од политиката на Виктор Орбан и Унгарија, со која ми се чини изминатиот период имаше мало приближување. Сега Пленковиќ веќе најавува дека неговата десница ќе се приклучи повеќе кон ЕПП или Европската народна партија, односно кон германската и австриската десници, полека ќе се оградува од, повторно ќе кажам, унгарската десничарска политика на Виктор Орбан, со која изминатиот период од некои лукративни причини очигледно има по-тесна и по-блиска соработка. Да, накратко само заврши и она прегласување во Србија во неколку општини, но тоа не го промени ни малку резултатот. Не, се потврди само формално правно политиката на Вучич и победата на Вучич, огромна победа. Повторно ќе кажам, се чини дека владеачките елити во регионот ги потврдуваат своите изборни победи, барем у вториот мандат. За Вучич не беше изненадување, но за ХДЗ ми се чини дека беше, бидејќи самите ХДЗ како зимоска да ја загубија само довербата, кога видоа дека СДП може да победи, така победи за претседателските избори. Сега ќе биде интересно дали татковинската партија на Шкоро, оние кои му ја одземаа победата на ХДЗ зимоска за претседателските избори, сепак сега ќе влезат во една коалиција и така Хрватска ќе има една стабилна и силна влада. Јан Доновиќ, благодарам и за денешната анализа. Изборите остануваат во фокусот кога е Црна Гора е на 30 август, исто така се знае кој ќе победи веројатно, или барем се претпоставува. Пред Црна Гора сме ние, ние а тоа пред до Црна прва ќе Гора, видиме уште 7 дена и до Босна изборите. е после Црна Гора, значи регионот влегува во Она што е завршна заедничко фаза. за сите е сите ќе гласаме под и гласавме под посебни заштитни мерки со маски, ракавици, И мал дезинфекциони одзив, средства. морам да кажам, тоа го заборавив за вчерашните избори, 46% беше одзивот на гласање, мал одзив имаше и во Србија, веројатно мал одзив ќе има и во останативе места каде што ќе се гласа. Така останува да видиме што ќе се случува кај нас. Дејан, благодарам уште еднаш.